Општина Кочани во соработка со Општинската организација на Црвен крст и невладината организација Благородна мисија денеска ја спроведува хуманитарната акција во која граѓаните на Кочани имаа можност да донираат храна, вода и финансиски средства со цел да им се помогне на настраданите од Тетовскиот регион. Денешната акција се спроведе на два пункта кои беа поставени на градскиот плоштад и во просториите на Црвен крст Кочани. Во рамките на неделата на хуманоста, а со мотото да ја покажеме нашата хуманост, еве повторно со Општина Кочани, Општинската организација на Црвениот крст и волонтерите од Благородна мисија се повторно во хуманитарна акција, овој пат за настраданите во Општина Тетов, погодените места со поплавите пред 10 дена. Со оглед со искуството од претходните донации, бидејќи дониравме и за поплавените во Босна и во Србија, имаше прием од страна на физички и од правни лица. Овој пат очекуваме да донираат сите за Македонија. Овој пат се однесува за нашите во Македонија. Самата елементарна непогода што го офати Тетово и регионот резултираше со големи тешки последици. За жал имавме и жртви. Многу куќи се уништени, многу семејства се останати без да се униште, така што е спречено нивното нормално секојдневно функционирање и затоа денеска Црвен крст на Република Македонија, Општинска организација Кочани во соработка со Општина Кочани, невладината Благородна мисија се собравме едноставно да ја организираме оваа хуманитарна акција за да помогнеме на овие семејства на кои им потребна помош. Црвен крст на Република Македонија веднаш се вклучи во процесот на санирање на последиците од самите поплави со донирање на кебиња, душеци, облека, храна. Исто така и со апели до граѓаните и правните субјекти кои може да донираат финансиски средства. Отворена е сметката Фонд на солидарност. Исто така може да се донираат и средства на телефонот 143 400, што функционира на сите мобилни оператори. Денес Општинската организација организираме хуманитарна акција каде што самите граѓани и правните субјекти може да донираат храна, финансиски средства, хигиенски средства. Хуманитарната акција продолжува јутро со почеток во 9 часот. Организаторите апелираат до сите хумани граѓани да донираат средства за да им се помогне на настраданото население од Тетово.